Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес на дневен ред е Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, поврзан со договорот за изградба на коридорите 8 и 10 и како на брза лента, исто како и минатите закони, Законот за урбанистичко планирање, Законот за работни односи денес на дневен ред е овој закон со кој што треба побрзо да се реализира она што е договорено и да се крие од очите на јавноста. Имено, најнапред со Законот за работни односи за подсетување, овозможивте да македонските работници работат над 60 часови во денот, да бидат експлоатирани како пред 200 години, а Македонија да ја претворите во робовладетелско општество, кршејќи ги сите меѓународни конвенции на трудот и универзалните човекови права, како и Уставот на Република Македонија. Понатака на дневен ред дојде и Законот за урбанистичко планирање, со кој што овозможивте врз основа на урбанистички проект да се гради, суспендирајќи ги сите претходни процедури за изградба на еден стратешки проект, при што исто така во законот овозможивте за сите податоци и информации кои што нема да бидат навреме доставени до изведувачот, односно поднесувачот на урбанистичкиот проект, субјектите ќе плаќаат пенали за секоја настаната штета, односно во превод државата и институциите на државата, а тоа значи дека и ова проектирана сума од 1.300 милиони евра нема да биде финална, затоа што со ваков начин на градење штетите ќе настанат, кои што ќе настанат ќе бидат далеку сежни и ќе коштат многу милиони евра пари на граѓаните. И како и се друго, вие во Република Македонија работите ги поставувате од напаку, сакате куќата да ја градите од кровот наместо од темелите. Сите овие измени и дополнување на законите кои што сега се прават во Собранието на Република Македонија се последица на договорот за Бехтел Јенка, а последица се затоа што Благој Бочварски, Ејуб Ростеми подпишале договор со кој што излегле од своите законски надлежности и врз основа на тој договор сега ние менуваме закони. Тие ја презеле како влада, како представници на извршната власт улогата на Собранието и подпишале договор со што го врзале Собранието, односно сега нас, да менуваме закони, наместо обратно да склучуваат и преговараат договори согласно постоечкото национално законодавство. И како и за претходните закони, така и за овој закон немавте слух за надлежните лица, најнапред ги пуштивте подпишани од пратениците на СДСМ, па за да нема дебата, да не ја слушате стручната фела, да не губите политички поени, ги повлековте, истите стигнаа во Собранието подпишани од Артан Груби и Ковачевски. За македонската јавност би прочитал дел од забелешките на Комората на овластени архитекти и овластени инженери во врска со овој закон. Имено, тие наведуваат дека со кратење на постапки истите стануваат нетранспарентни, а со приначување на постапките се нарушува професионалниот пристап во планерскиот инженерскиот дел на објектите, со недофатливи негативни импликации од секој аспект. Објектите од стратешки интерес, особено инфраструктурни градби од рангот на вака високо буџетни инвестиции од стотици километри со широки коридори, мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионалните инженерски институционални филтри, уште посериозно од сите други типови на објекти. Исто така, нивните препораки се да се скратат роковите за постапките, но не смее да се скратат постапките и да не се подстапуваат постоечките електронски платформи за аплицирање на одобрение и урбанизам. И како што до нас беше доставена оваа табела со забелешки од нивна страна, верувам дека беше доставена и до вас, но најверојатно нити сте ја виделе, нити сте ја прочитале. Еве, имено во член 1 во законот во член 1 точка 17 од Законот за градење, градби од стратешки интерес се само оние државни патишта и магистрални гасоводи, чија изградба како градби од јавен интерес е предвидена со урбанистички проект за градби од стратешки интерес, одобрен согласно Законот за урбанистичко планирање, кој што исто така го променувате. Забелешките на оваа комора се дека нема јавна анкета во урбанистичките проекти, како што има за плановите, што значи дека јавноста нема да има никаков увид во урбанистичката документација.
Понатака, дозволено урбанистичките проекти да се изработуваат од фирми кои имаат само лиценци за проектирање со вработен еден планер, а не како што е задолжително за плански документации од фирми со лиценца за изработка на урбанистички планови. Има безброј забелешки кои што не ми дозволува времето да ги кажам, кои што стручната фела вие ја исклучивте со злоупотребата на европското знаменце, затоа што во секоја нормална држава, во секоја нормална европска држава, овие закони за експроприација, за проектирање, за градење, за работни односи би оделе на нивните матични комисии, Комисијата за труд и социјала, Комисијата за транспорт, каде што ќе можат да учествуваат и коморите и стручни лица да ги дадат своите забелешки, се со цел да имаме најдобро можно решение со кое што ќе се изградат овие коридори, а ќе ги чинат граѓаните на Република Македонија најмалку пари. Нити Артан Груби, нити Ковачевски ги градат со своји пари од джеп, за да со вакви штетни и непромислени брзи законски решенија ги оштетуваат и понатака македонските граѓани и ја осакатуваат македонската држава. За злопотребата на европското знаменце, како позиција нотиравме и во минатите европски извештаи, јасно ви порача и евроамбасадорот Дейвид Гир дека се загрижени за злоупотребата на европското знаменце, затоа што со овие закони вие не го усогласувате македонското законодавство со европското законодавство. Нити сте наведеле во табелата која директива, регулатива или пропис се усогласува со Европската Унија. Единствено образложение беше на министерот Маричич дека бидејќи треба да се блокира, ние ќе го злоупотребиме, бидејќи се блокира, ние ќе го злоупотребиме европското знаменце. Колеги пратеници, ви остануваат последните мигови од вашето владење. Кршењето на европското знаменце, излегувањето надвор од законските надлежности на Благој Бочварски и Обростеми, злопотребата на нивната службена положба и овластување се кривични дела согласно Кривичниот законник на Република Македонија. И за тоа еден ден ќе одговарате. И немој да наметнувате тезата во јавноста дека ВМРО ДПМН е против коридорите. ВМРО ДПМН е она што успеа да го изгради, вие не можете ни да го одржите. Повеќе од 5 години, откако повеќе од 51% го оставивме завршен автопат од Кичево Струга, се уште 6-та година не можете да го изградите, а веќе сте исплатиле 300 милиони евра авансно пари, а лопата не е фрлена за овој коридор 8 и 10. Ваквото расфрлување на народни пари ќе ви го испорачат граѓаните на наредните избори, ако ќе дојдат по нормална власт со реформирано судство и реформирано обвинителство, ќе завршите со кривични пријави и со одговорност пред македонските судови. Ви благодарам.